Добро утро, почитувани гледачи, и добре ни дојдовте и во ова ново денешно издание на емисијата Фактор здравје. Месец мај го заокружуваме со уште едно гостување во кое зборуваме за еден од најагресивните облици на карцином на кожата, меланом, зборувајќи и за сето она што се одвиваше и се организираше во текот на месецот, но и она што ни предстои во текот на следната недела, еден настан на кој што се надевам ќе има голем одзив од популацијата за да се направи преглед на бенките или на сомнителните промени, да имате можност да искомуницирате со специјалисти дерматовенеролози, многу едукација, многу информации, бидејќи мораме што повеќе да зборуваме за овој тип на карцином, односно меланомот. На оваа тема разговараме со примариус доктор Зорица Зафировиќ, специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматовенерологија, представник и координатор на Евромеланома во Македонија. Добро утро, доктор Зорица, и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Добре ве најдов. Така, на самиот почеток, што е Евромеланома кампањата? Евромеланома кампања е всушност европска кампања, паневропска. Членуваат голем број на европски земји. Има за цел рано откривање, превенција и соодветен третман на ракот на кожата, народски кажано. Значи, тука се вклучени меланомот и сите кожни карциноми. Всушност, идејата започнува од 1999 година од Белгија. Иницијативата ја предводат белгиски дерматолози. Таа се шири во повеќето земји. До ден денес ние сме 15 години дел од тоа европско семејство и вклучени во активностите кои што секоја година се одвиваат во секоја од земјите. Да, 15 години активно учество така на нашата години. земја и веројатно се постигнува колку толку целта, нели, и ефектот, бенефитот за популацијата, за малку повеќе да се подигне свесноста за овој тип на карцином на кожата. За среќа да, и ние сме горди, ние како дерматолози имаме и обврска и должност да го едуцираме нашето население за ова многу важна тема, многу од една страна непријатна за пациентите, од друга страна сепак се спасуваат човечки животи. Вклучени сме во тие активности кои што започнуваат во месец мај, меѓутоа траат цела година. И за 15 години верувам и сведоци се пациентите кои што и сами прашуваат секоја година кога ќе започнат активностите, значи сепак сметам дека сме ја постигнале целта. Така да. Што говорат податоците, праксата за застапеноста на овој најагресивен тип на карцином на кожата, меланом? За жал, бројот расте, како во нашата земја, всушност ние ги пратиме светските трендови за жал. Во светски рамки секако дека бројот расте, особено во земјите каде што сончевата експозиција е многу застапена. Во нашата земја исто така, не само кај возрастната популација и кај помладите, значи во таа возрастна група која што е всушност и најактивна, најпродуктивна. Затоа и должни сме да ги едуцираме нашите индивидуи, нашите граѓани за превентивните механизми, за раното откривање и за соодветниот третман на рано откриените карциноми. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, а ве поканувам и да се јавите, да поставите прашање за да го добиете советот и препораката за проблемот кој што го имате. Со примариус доктор Зорица Зафировиќ, специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматовенерологија, представник и координатор на Евромеланома во Македонија, зборуваме за еден од најагресивните облици на карцином, меланомот, како рано да се препознае, бидејќи раното откривање спасува животи. И во сите активности, доктор Зорица, секоја година, нели велиме во текот на мај, но и во периодот кој што следува потоа се организираат многу настани, многу активности. Главниот ќе се одржи во среда на 4 јуни. На 4 јуни во градски парк кај школка после 15 часот, значи до вечерните часови, да го испочитуваме и тој период со нашите препораки дека изложувањето во надворешна средина е пријатно за нашата кожа кога се почитуваат правилата
а тоа е после 16 часот, кога и сончевите зраци се попријатни. Нели, не се толку агресивни, не се толку штетни, како што велиме. Ние во нашите пораки го употребуваме зборот штетни, тоа значи се однесува на тој временски период кога ултравиолетовото зрачење е најсилно. Тоа значи во текот на летните месеци од 10-11 до 16-17 часот во тој временски период на повисоките надморски височини, секако места каде што ултравиолетовите зраци се најсилни. Всушност, тие препораки најправилно е да се почитуваат освен од страна на возрастните и да се применуваат кај децата, кај најмалите, најмладите, затоа што тие се и најекспонирани бидејќи играат во надворешна средина и оштетувањата се најреални во тој временски период и тие години. Можеме да кажеме дека оштетувањата на кожата се втемелуваат во детството и ако не се внимава, ако не се грижат родителите за нивната кожа, а и самите деца подоцна, се случуваат несакани акутни оштетувања, како изгореници, кои ако се повторуваат, тие се ризик фактор за појава на кожни карциноми подоцна во животот. Значи, кожата памти, таа има буквално неизбришлива меморија за сите оштетувања што се случуваат во детството и младоста и после некаде 5, 10, 15, 20, 30 години, значи се случуваат можни малигни трансформации на клетките и тие клинички се видливи како промени во боја, промени во текстурата на кожата, видливоста, значи едноставно промени кои што не се својствени за здравата кожа. И токму затоа фокусот на годинашната кампања Евромеланома е за децата, детската популација, да се заштити нивната кожа, меѓутоа комплетно и за секоја возрастна популација. Секогаш се подготвуваат и брошури, промотивни материјали, како што го имаме и овој постер овде, но и брошурата која што е на многу едноставен, разбирлив и јасен начин направена, со неколку главни точки и подточки, кои што кога ќе ги прочитате, ја сваќате суштината и веројатно ќе допре до вас дека треба да внимаваме со изложеноста на сонце, со редовноста во прегледите и следењето на сите промени. Да, имаме привилегија како дерматолози да работиме со најголемиот орган во човечкото тело. Кожата е видлива, значи за сите, достапна визуелно и навистина е штета да не се препознаат сомнителните промени на време. Мотото за кампањата оваа година е дека и децата може да имаат проблем со рак на кожа во иднина и се започнува од детскиот период, од младоста. Затоа и апелот и сите препораки и совети се заштитете детската кожа, односно заштитете иднината на децата со правилна заштита на нивната кожа. Тоа значи препораките кои што ги даваме и советите да се почитуваат континуирано и на тој начин секако дека шансите за евентуални оштетувања во иднина ќе бидат минимизирани. Така, а проекциите се дека за жал во наредните 25 години во наредните би се зголемила бројката на рак на кожа за 40%. Така, се повеќе е штетно сонцето, така, затоа треба многу да внимаваме како и кога се изложуваме. Дефинитивно, стилот на живот, начинот на живот и истанчувањето на озонската обвивка во изминатите децении го дава за жал овој резултат, а ќе биде и понатаму со климатските промени, тоа се поприсутно, така што ултравиолетовите зраци колку што се добри на некој начин и сонцето како извор на живот на земјината топка, тие имаат и неубава страна, лоша страна, а тоа значи да подсетам, ултравиолетовите безраци се присутни на повисоките надморски висини, во текот на летните месеци се најинтензивни, а ултравиолетовите А зраци се присутни во текот на цела година. Тоа значи дека
имаме обврска да подсетуваме дека кожата треба да се заштитува во текот на целата година, не само во летниот период. Меѓутоа, во врска со експонирањето на ултравиолетови зраци, да го подсетам населението дека постојат 3 вида експозиција на ултравиолетови зраци, а тоа е професионална за индивидуи кои што се професионално експонирани со својата работа, со своите работни активности во надворешна средина и директно изложени на ултравиолетови зраци. Потоа рекреативно експонирање, значи за индивидуи кои што се занимаваат со некој хоби или пак спортуваат во надворешна средина за време на викенди или во текот на целата година. А тоа третата група на намерна експозиција, интенциона, е за жал најнепосакуваната со цел да се добие потемнет тен, значи потемна кожа, кое што за жал женската популација сметаат за поатрактивна, а за жал тоа е оштетување на кожата. Ако се повторува во текот на секоја година, ќе резултира со оштетување, видливо. Така. Јас мислам дека веќе годиниве наназад и се менуваат работите. Имаше еден период кога навистина сите беа со интензивен темен тен, меѓутоа тоа веќе како да излегува полека од мода, ама сепак постои дел од младата популација кои што ја посакуваат таа потемна, посакуваат тој потемен тен во летниот период. Некои прават и претходна подготовка. Да, со посета на солариуми, за жал да истакнеме за изворот на вештачки UV зраци од страна на солариумите, и нашите препораки се да воопшто не се посетуваат солариумите. Во некои земји тие се и забранети, така да тоа е најидеалното решение можеби, едноставно да не постојат, затоа што препораките е убаво да се почитуваат, меѓутоа кога не би постоеле, секако дека не би се посетувале воопшто. Така да ние дерматолозите сме исклучиво противници на тоа. Затоа што и на ниво на Светска здравствена организација ултравиолетовите зраци се прогласени за карциногени, значи дека се директни предизвикувачи во комбинација со генетските фактори за појава на карциноми на кожа. Значи тоа е докажано со научни студии, науката работи интензивно последните децении и имаме навистина евидентни докази за асоциацијата, поврзаноста на ултравиолетовите зраци и оштетувањата на кожата. Така да. И не мора само бенките да се тие кои што ќе се главниот ризик на фактор, така? Фактор на ризик за појава на меланом. Да, значи постојат повеќе експонираноста на сонцето, така веројатно си е број еден во комбинација со генетските фактори, односно фототипот на кожата. Посветлата кожа секако дека подраматично реагира на сончевите зраци и секако секоја индивидуа треба да биде запозната со својот личен профил на фактор на ризик, значи фототипот на кожата, можните постоењето на изгореници во детство и во младост, позитивна семејна анамнеза, значи ако во семејството некој член имал рак на кожа, личната позитивна анамнеза, ако самата индивидуа во минатото имала рак на кожа, значи дека може да се повтори во текот на животот. Споменав професионалната експозиција, значи сите индивидуи кои што секојдневно се експонирани на сонце, и не само меланомот, да споменеме дека и другите кожни карциноми, базоцелуларниот, спиноцелуларниот, актиничните кератози, значи сите тие се можни кај индивидуи кои што се хронично експонирани во надворешна средина. Сите треба да бидеме внимателни на овие групи, така треба малку повеќе да посветат внимание и почесто да се прегледуваат. Да, пациентите кои што се под терапија имуносупресивна, значи со намален имунитет, тие се во ризична група. Голем број на бемки, невуси, кога се во прашање, присуство на необични, атипични невуси или невуси, бемки кои што се присутни во фамилиарна група, значи кај блиски членови од семејството,
кои што имаат, споменав, меланом или други кожни карциноми. Така. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Пред 2018 година имав на Снагава брадавици, ние ги викаме. И одев кај докторов во кожно, во Прилеп ги гореше. Но 2018 година се појави карцином на простата. И ми бев на операција во Скопје, владото сторија ми рекоа дека повеќе известно време. 2022 се појави на тестиси и то ги извадоја. Сега, 2023 година, на коски, сега одам во онкологија за коски. Целото тело сега не од тие што беа првите, сега црвени, целото тело напре, градите ми се од црвени како крв и помали се во однос на првите, но целото тело. Одам, молам, ми вика, не смеме ништо тоа ни да ги гориме, ни ништо, вика, че прашаш во Скопје. Па ја не знам каде да прашам во Скопје. А целото тело ми е направено со црвени. Добро, ајде, оставете го и телефонскиот број, па ќе се обидеме така да ви дадеме насока каде и што да направите. Доктор Зорица, како да излеземе во пресрет на Така, пациентот, односно гледачот? Да, покрај малигни неоплазми постојат и бенигни неоплазми на кожата. Значи промени кои што се појавуваат од различни причини. Според описот, пациентот ги опишува како црвени. Најверојатно, сега јас не сум го видела, нели, нека дојде секако клинички преглед да направиме и дерматоскопски. Меѓутоа, најверојатно станува збор за васкуларни промени, ние ги дефинираме како ангиоми или хемангиоми. Значи може да се појават во поголем број, во голем број всушност на телото и се резултат на различни причини. Значи како и да е, нека дојде на преглед да поставиме точна дијагноза. Така да тоа е секако треба со упат од матичен лекар да се најде термин кај вас. Па да, последната недела сте со активностите околу секако дека евромеланома, може да дојде и во склоп на бесплатните прегледи, кога ќе се реализираат понеделник и вторник, на 2 и 3 јуни од 11:30 до 15 часот во просториите на нашата клиника. А да споменам исто дека и други институции учествуваат и во текот на оваа недела и идната. Меѓутоа, еве на клиника каде што јас работам, значи понеделник и вторник може да дојде пациентот и да добие бесплатен преглед. Така да. Иако велиме дека бесплатните прегледи, односно да потенцираме и да подсетиме, во рамки на и во склоп на евромеланома се исклучиво за проверка на бенките и откривање на нови промени. Да, секако. За да го превенираме ризикот, за да го превенираме карцином. ризикот. Значи, овие бесплатни прегледи се фокусирани на бенигните и малигните кожни тумори со акцент на ракот на кожата, меланом и другите кожни карциноми. Да споменам исто така дека меланомот е најголемиот имитатор, значи многу тешко се открива во голем број случаи, затоа што може да личи на обични невоси, може да личи на други бенигни творби, промени на кожата. И затоа, освен клиничкиот преглед, ние благодарение на дерматоскопијата, која што е револуционерна метода последниве 20 на години, во голем процент ни помага, ни овозможува да поставиме, ако не во моментот точна дијагноза, суспектна, сомнителна, за да пациентот понатаму биде пратен на хирушко отстранување и патохистолошка верификација, која што е 100% точна дијагноза, нели? Так. Меѓутоа, со дерматоскопијата како метода, би рекла дека пациентите се многу запознати и имаат голем бенефит, значи таа ни овозможува рано откривање на сомнителни промени и на промени кои што и клинички не се сомнителни. Така што благодарение на методата што ја имаме, таа е оптичка метода со која што се визуализираат структурите на кожата и на тој начин имаме представа, знаеме за што се работи и навреме реагираме. Така да.
Базоцелуларниот е со најдобра прогноза, меѓутоа тој следниот така спино или Спиноцелуларниот планоцелуларен, со може би малку како вака, по- како народски Да. по-близок како термин, ама сепак се важни и значени повторно на време да се откријат, да се отстранат за да не направат Секако. дополнителни Да, проблеми. тие се најчести. Базоцелуларните во споредба со меланомите се најчести и со многу добра прогноза, за разлика од спиноцелуларните кои што се поозбилни и со кои што треба исто да бидеме внимателни. Тие најчесто се локализирани на главата, лицето, шаките, значи фотоекспонираните регии, како велиме ние, за разлика од меланомот, кој што може да биде откриен, присутен и на покриените делови на телото, значи грбот и останатите делови, екстремитетите, секако и на лицето, значи постојат различни типови, површинско ширечки, нодуларните меланоми кои што се поозбилни и многу брзо се развиваат. Има и на ноктите, на мукозните делови на телото, може на различни делови, и на скриените и на скриени и на експонираните. експонирани. Да. И страшно и загрижува тоа што кај популација на некоја средна возраст или кај млада популација се јавува најчесто за жал. најагресивниот. За жал, да, кај се помлади, значи во најпродуктивните години од животот, кога и всушност и економскиот импакт на здравствениот систем за жал е присутен, затоа што ако пациентите треба да се лекуваат на онкологија, за среќа има последните години актуелна е таа нова терапија имунолошка, иновативна, која што многу им помага на пациентите во секој случај да се продолжи животниот век. Меѓутоа, сепак би рекла дека раното откривање и превенцијата дека се клучот за секако спасување на животите. Да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Зорица, информацијата, едукацијата, зборувањето, сето тоа е најважното за да ја постигнеме она идеална или добра примарна првенствена заштита така од сонцето. И некоја минимална изгореница која сме ја имале некогаш што се повторувала со годините, може да ни го зголеми ризикот, или само за црвенување на грбот, на носот, на лицето, кога ќе се изложиме на првото пролетно сонце, може да си памти кожата, па понатаму на некој лош начин да ни враќа. Да, дефинитивно. Споменав и претходно дека оштетувањата на кожата долгорочно се манифестираат преку оштетувања, можни малигни трансформации на клетките и клинички видливи промени во текот на животот. Би кажала дека едукацијата за сите овие всушност и превентивни и можни последици се најидеално е да започнат во семејството, а секако дека и во институциите, значи градинките, училиштата, факултетите, значи каде што децата ќе добијат информации континуирано за сите овие проблеми и за можни и несакани дејства на ултравиолетовите зраци, така да би рекла дека институциите и семејствата се клучни за добивање на овие информации. Секако ние сме одговорни, нели, да го потсетуваме населението со вакви едукативни кампањи, кои што ќе започнат сега пролетните месеци и ќе траат во текот на целата година. Значи, Што е главно и клучно во таа заштита? Клучно е да се заштитува кожата во зависност од нивото на ултравиолетово зрачење. Значи, да го пратиме ултравиолетовиот индекс и при повисоки бројки, значи знаеме како расте во текот на летните месеци, едноставно да престојуваме во затворено. Значи тоа се првите препораки. Ако UV индексот е малку понизок, а сепак висок, тогаш препорачуваме заштитна гардероба, значи покривање на сите откриени делови на телото, носење на шапки и тоа не само мали, туку малку поголеми, за да, особено кај машката популација, бидат покриени ушките, задниот дел на вратот, на очари секако со ултравиолетова заштита и нашите
популарни медицински, дерматолошки фотозаштитни средства, кои што би ги аплицирале на откриените делови на телото, секако лицето е наекспонирано и шаките. И оние делови на телото, ако не се покриени, секако препорачливо е да се намачка, да се нанесе убав заштитен слој на соодветно млеко, крем, лосион, гел, во зависност од типот на кожата. Меѓутоа, што е важно тука да се нагласи? На секој 2 до 3 часа треба да се аплицира повторно еден слој. Значи, на секој 3 часа ако индивидуата е експонирана на сонце. Меѓутоа, ако станува збор за намерно сончање, би нагласила дека користењето, и тоа е научно докажано, аплицирањето на овој тип на заштитни креми може, за жал, да го продолжи експонирањето на сонце и на тој начин да се постигне контраефект. Значи, од една страна да, заштитуваме, меѓутоа не постои комплетен sunblock. Значи, такво нешто не постои досега. И затоа велиме да се заштитува кожата, меѓутоа и да се ограничи временскиот период на престојување на сонце. Така. Не е ограничено со часови да останете, да. Да, тие најидеално треба да имате заштитен фактор, меѓутоа повторно сте изложени на ризик од штетните зраци. Да, точно така. Тие средства треба да имаат ултравиолетови филтри за ултравиолетовите А зраци, Б зраци, за сината светлина. Значи, секако дека тие се последните години многу современи, хипоалергени, значи не предизвикуваат, особено тие со физички филтри, минерални филтри, кои што не предизвикуваат алергиски манифестации на кожата и секако дека ние ги препорачуваме, тие се многу безбедни за кожата и се препорачува во текот на целата година да се користат. Значи не само во текот на летните месеци, затоа што во комуникација со пациентите, кога станува збор за тие фотозаштитни средства, добиваме информации да, кога одам на одмор или кога одам на викенд, да се мачкам, инаку во текот на целата година, за жал, не ги користат. Така да наша обврска е постојано, додека сме во комуникација со пациентите, да ги подсетуваме дека нивниот бенефит е во текот на континуираната употреба, во текот на целата година, особено кога ултравиолетовите зраци се најсилни. И токму затоа и овие информации се најдобре дојдени до онаа млада популација, бидејќи тие најчесто несвесно, веројатно ги прават грешките така кога станува збор за заштитата од сонцето и примената и употребата на заштитните фактори. Да, јас ги советувам пациентите навиката за користење на фотозаштитни средства да биде исто како миење зъби, како миење лице, тело и сите рутински активности во текот на секојдневниот живот. Значи, тие навики се учат од мали нозе и едноставно кога ќе се научат, тие се применуваат во текот на целиот живот. Затоа што ако станеме свесни дека оштетувањето на кожата со текот на годините се кумулира и може да се случи несакана реакција после низа години, тоа се едноставно врежува во мозочните вилги, едноставно стануваме свесни дека е ризично ако не ги употребуваме. Така, кога станува збор за само прегледот, треба да го правиме, така најдобро можеме да ги забележиме промените, меѓутоа да не се потпираме само на само прегледот, секогаш да направиме и редовен преглед кај дерматолог. Каде да ги бараме тие промени? Што да бараме како нешто што одстапува од она што претходно сме го гледали и следењето на формата на бенките? Основниот совет што го упатуваме кон пациентите е тој само преглед да го извршуваат редовно. Значи, еднаш месечно, цела кожа од лицето, главата, до петиците, до стапалата, да биде наблюдувана од страна на пациентот, секако дека членот семејството може да помогне за тешко достапните делови или 2 огледала, исто така се од корист. Меѓутоа, најправилно е, секако пациентот, колку и да ја прати кожата, може само визуелно да забележи некоја нова или променета во раст промена. Меѓутоа, најправилно е, кога ќе дојде во нашите ординации, кога ние освен клиничкиот преглед, ќе го примениме дерматоскопскиот преглед и тој навистина ни ги отвара вратите на дознавање, на поставување точна дијагноза.
Така што советот е за ризични групи население 2 пати годишно, а еднаш годишно за сите останати во склоп на тој систематски преглед, нели, еднаш годишно да се направи дерматоскопски преглед на сите, не само на тие наводно сомнителни, значи сите промени кои што се всушност дамки, бемки, рапави промени и така натаму, значи на кожата се предмет на наша обсервација и поставување коректна дијагноза. Така, за ако се забележи нешто сомнително, ќе има време на време да се реагира така и да се примени, и повторно ќе повториме нели раното откривање на вистина спасува животи, бидејќи меланомот за многу кратко и многу брзо време така може да направи голема штета во организмот, односно метастазира, тоа се најголемите така опасности, за многу кратко време несаканиот исход може да се случи. Да, за жал би исто подсетила дека кожата, претходно споменав, имаме бенефит што е видлива. Значи, едноставно секоја промена е забележлива. Така што за време на прегледите од друга природа, пациентите доаѓаат или во нашите ординации за различни дерматолошки состојби. И за среќа, ние додека го правиме конкретниот преглед, се мотивираме да ја прегледаме цела кожа и тоа е најправилно. И за среќа можеме да забележиме промена која што не дава никакви симптоми, како меланомот, значи тоа е тој тивок убиец, за жал таков назив има. За среќа, тоа што ќе го забележиме, значи сме во можност со дополнителен преглед да го сугерираме на пациентот и да дадеме упатства за понатамошни третмани. Значи, затоа велиме најидеално е не само дел од телото да се прегледа, значи целата кожа да се обсервира, тешко достапни делови и на тој начин навистина помагаме на пациентите. Да. Тоа е нашата мисија во суштина. Секако. На самиот крај само уште еднаш да потсетиме за настанот во среда, но и прегледите кои што на клиниката за дерматовенерологија ќе се организираат, а секако и многу специјалистички дерматолошки ординации преку социјалните мрежи објавуваат и информираат каде, кај нив и кога може да се направат тие бесплатни прегледи за да биде опфатен што поголем дел од популацијата. Да, за среќа имаат можност, еве ние сме тука. За среќа ќе бидеме присутни со отворени врати, нели? Сите заинтересирани пациенти може да се јават кај нас и да добијат преглед и упатства, насоки. Значи, ако во тој момент не биде возможен комплетен преглед, значи ние секако даваме упатства и совети каде да се обратат и како да се реализира тој понатамошен преглед. До поставување на конечна дијагноза. А во среда, после 15 часот, ги очекувате на школка во градскиот парк. И едукација, и информација, и бесплатни прегледи, но и забава за најмладите. Да, секако. Да. Ви благодарам, доктор Зорица, за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во истиот термин.